На само неколку денови до 9 јануари, за кога е закажана собраниската седница за уставните измени, премиерот Зоран Заев вели дека ги нема потребните 80 гласови за конечното гласање. Од утре ќе ги почне преговорите со опозицијските партии на албанците, Беса на Билал Касами и Алијансата на албанците на Зијадин Села, со цел да ја обезбеди нивната поддршка од вкупно 4 пратеници. Ќе сторам се до последен момент за да обезбедиме двотретинско мнозинство. Тоа ќе го соопштиме на јавноста во моментот на гласањето или ќе споделиме задоволство од тоа што е постигнато или ќе ја понесеме одговорноста на целиот овој фокус што го дадовме на интеграциите, но уште еднаш напоменувам дека јас сум оптимист заради пред се одговорноста што ја чувствуваат сите пратеници, но и извршната власт во Република Македонија, дека овој процес имаме одлични шанси успешно да го завршиме. Голем дел од овие денови за време на божикните празници јас продолжувам во разговори со сите, така да и утре закажав состанок со господинот Билал Касами, председателот на Беса, каде што ќе разговараме за сето она кое што тој мисли дека треба да разговараме, но мене ми е драго што овие две политички партии кои што се од албанската опозиција, како што е Беса, предводена од Билал Касами, и Алијансата за албанците, предводена од господинот Зијадин Села, и те како се недвојбени подржувачи на интеграцијските процеси на Република Македонија. Заев за писмото на генералниот секретар на НАТО, Столтенберг, вели дека е едно охрабрување кое им дава на знаење и на Грција и на Македонија колку е вреден договорот од Преспа. Верува дека до крајот на јануари и двете страни ќе го ратификуваат. Ваквото решение треба да биде дополнителна мотивација на институциите на системот, а тоа е парламентот во Македонија и парламентот во Грција, да бидат позитивни во донесувањето на одлуките, затоа што НАТО е подготвен. Генералниот секретар тоа ни го соопшти. Некаде средината на февруари тие се подготвени да ги отпочнат сите постапки и процедури. Јас само не се согласувам со генералниот секретар Столтенберг. Јас верувам дека уште во јануари ќе треба да скицираме протокол, затоа што верувам дека можно е и во јануари, зошто да чекаме крајот на февруари, или во намала рака почетокот на февруари, и грчкиот парламент покрај договорот од Преспа да биде првата земја која што ќе го ратификува протоколот од НАТО. Тоа значи дека НАТО треба да го достави протоколот веќе на ратификација во грчкиот парламент. Според Заев, во овој момент на државата не и се потребни предвремени парламентарни избори, кои евентуално би се одржале заедно со претседателските.